Запалени свеќи за здравје и духовна музика. Православните христијани денеска го чествуваат просветителот Свети Климент Охридски. Тетовци во соборниот храм Свети Кирил и Методи му оддадоа почит на првиот словенски епископ и творец на Охридската книжевна школа. Заедно со Наум Охридски, Климент е наистакнат ученик на творците на словенската писменост, светите браќа Кирил и Методи и најверен продолжувач на нивното дело. Светиот Климент Охридски беше таков пастир, кој што душата своја ја полагаше за овците своји. Како ученик на светите браќа, светите Кирил и Методи, откако стана епископ во Охрид, ги поучуваше луѓето неуморно, учејќи ги и на секојдневните, и на духовните работи, и на секојдневните, беседејќи и пишувајќи беседи. Со тоа просветувајќи го народот во Евангелието и во верата Христова. Светиот Климент Охридски беше тој што го отвори првиот универзитет во Охрид, каде што се школуваа 3500 души, кои што се поучуваа да бидат свештеници и учители на народот. Неговото значење за нас како народ и како црква е премногу големо. И поради преводите на богослужбите, и поради неговите бесценети беседи, и поради неговото епископствување, а и сега во моментите кога неговата света душа се наоѓа пред престолот на Бога и се застапува за сите нас. Прережаните погачи и виното и овој пат беа дел од традицијата на празнување на големиот христијански празник. Свети Климент Охридски живел во втората половина на 9 и првата четвртина на 10 век. Животот го посветил на Бога и на народот. Се упокоил во 916 година. Неговите мошти и денес се во неговиот манастир Свети Пантелеимон на Плаошник. Во Република Македонија Свети Климент Охридски се празнува како државен празник.